Почитуван амбасадоре Жбогар, почитувани вице-гувернер на ЦСКА, почитуван амбасадоре Герберих, почитувани представници на Бундесбанк, почитувани екселенции, колеги, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство од името на Министерството за внатрешни работи, од мое лично име, да ви се обратам во оваа прилика за време на почетниот настан за Twinning Line проектот јакнење на капацитетите на системот за борба против фалсификување на еврото, финансиран со средства од Европската унија. На почетокот би ја искористил можноста да изразам благодарност за континуираните напори и помошта што Европската унија ја дава на Република Македонија, а во тој контекст и на Министерството за внатрешни работи. Во изминатиот период Европската унија овозможи реализација на многобројни проекти, со што нашето министерство обезбеди значителна поддршка во спроведувањето на реформските процеси, како и голема материјална поддршка, со што видливо се подобрија човечките, техничките и инфраструктурните капацитети неопходни за ефикасно работење. Република Македонија е во предворието на почетокот на преговори за членство во Европската унија. За членувањето во Европската унија е процес кој од сите нас ке бара големи напори, пред се за исполнување на европските стандарди во сите области на општественото живење. Една од најважните области е секако владењето на правото, односно правда и внатрешни работи. Постоењето на капацитети за борба против фалсификувањето на евро е еден од основните предуслови предвидени во поглавјето 24. Ве уверувам дека ова е многу значаен момент за нас, имајќи предвид дека сме во очекување на започнување на преговорите со Европската унија. Лично силно верувам дека колку побрзо ќе ги изградиме овие капацитети, толку подобро за процесот на преговори, но и подобро за зајакнување на нашите институции, зголемување на капацитетите и нивна стабилност, со што ќе се задоволими и довербата на граѓаните. Потребата за реализација на овој проект произлегува и од забелешките од неколкуте последователни извештаи за напредокот на Република Македонија, во кои беше утврдена потребата од јакнење на капацитетите на институциите кои имаат своји ингеренции во делот на борбата против фалсификувањето на еврото. Фалсификувањето на парите, вклучително и еврото, ќе биде една од клучните области во поглавјето 24 кои ќе бидат таргетирани со започнување на скрининг процес. Во изминатиот период од страна на владата на Република Македонија се преземени неопходни мерки за прифаќање и инкорпорирање на европското законодавство во оваа област. Веќе е воспоставена Централната канцеларија за истраги во областа на фалсификувањето на пари. Сепак, постои простор за понатамошно подобрување во согласност со новите текови во оваа исклучително значајна област. Проектот јакнење на капацитетите на системот за борба против фалсификување на еврото започна со имплементација на 1 ноември 2018 година. Истиот има за цел да воспостави ефикасно функционирање на системот за спречување на фалсификување на пари, спречување на вршење на криминални активности, јакнење на монетарниот систем на Република Македонија, како и прилагодување на македонските со европските стандарди за борба против фалсификувањето на пари. До сега веќе се реализирани неколку експертски мисии со цел мапирање и запознавање со моменталната состојба. Ви представува задоволство што како имплементатор на проектот, кој е предвидено да трае 8 месеци, е избрана германската Бундесбанк, водечката институција во финансискиот сектор во Европа и од која македонските институции можат да научат многу. Крајни корисници на резултатите во рамките на проектот се одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Бирото за јавна безбедност и Народната банка на Република Македонија. Во овој дел би сакал да изразам благодарност до представниците на Народна банка за нивната континуирана соработка и поддршка и се надевам дека истата ќе продолжи и во иднина. На крај би сакал да ве уверам дека Министерството за внатрешни работи ќе ги преземе сите неопходни активности со цел успешна имплементација на овој исклучително значаен проект и ќе работи на понатамошното зајакнување на меѓуинституционалната соработка помеѓу сите засегнати ученики. И уште еднаш благодарност до Европската унија за можноста да го реализираме овој проект и овие европски вредности да станат дел од живењето на Република Македонија. Благодарам.